Почитувани, вчерашниот кукавички чин, обидот за палење на семената куќа на командирот на Прилепската полициска станица Кирие Спирковски е уште една потврда за она што е непобитен факт, дека секогаш кога Министерството за внатрешни работи е во рацете на ВМРО ДПМН, безбедноста по животите и имотите на граѓаните е доведена во прашање. 6 месеци на Наке Чулев, поминати во министерската фотелја, представува девалвирање на работата на професионалците во Министерството за внатрешни работи, но и на самото министерство. После Гордана Јанкуловска, Митко Чавков, Наке Чулев е следниот во низата послушници и извршители на злосторничкото здружување, чија цел е целосна партизација на институцијата и нејзино претворање во МВР-ВМРО. Учеството на Чулев во техничката влада ги потсети граѓаните како изгледаше 11 годишното владење на режимот, како се кршеа човековите права, како се партизира институциите и бесрамно се плачкаја народните пари. Само за 6 месеци Чулев го врати времето на селективна примена на законите и прогон на политичките неистомисленици преку понесување на неиздржани и со ништо неподкрепени пријави. Христијан Мицковски, Наке Чулев и ВМРО ДПМН со нивната толеранција кон сторителите на кривични дела и прекршоци се директно одговорни за криминалот на улиците во градовите ширум државата и за зачестените инциденти. Граѓаните се свесни дека Мицковски, Чулев и ДПМН работат според насоките на унгарскиот бегалец Никола Груевски и затоа се загрижени за личната сигурност и безбедност. Јавноста очекува уште денеска министерот за внатрешни работи Чулев и началникот на ОВР Прилеп Трајче Георгиевски да понесат неотповикливи оставки. Нема да дозволиме да се реализираат мрачните сценарија на послушниците на Никола Груевски. На 15 јули продолжува правиот пат по кој се движи државата. Граѓаните избираат напредок, а не обнова на режимот. Затоа заедно можеме уште повеќе и уште подобро. Можеме уште повеќе, уште подобро. Заокружи број 3. Социјалдемократски сојуз на Македонија.